Благодарам, Ѓорги. Заре може поинаку? Освен полна уста убави зборови. Почитувам премиер, почитувам градоначалник, почитувани советници, дами и господа, сите мои сограѓани, ви посакувам добро вечер. Оваа сала, како што кажа и Ѓорги, памти настани кога во огромен број се собиравме, да го, така малку метафорично кажано, да го натопиме нашиот залак од духовната храна, што малтене секој 11 декември штедро на трапезата ни ја дарува Иван Котев. Чествувајќи го култот на светите 15 ривјополски свештеномаченици, всушност истовремено со години наназад го чествувавме и зборот. И вечерва сме овде, иако во помал број, сепак тука сме. Тука сме кога со едно чувство на притаен страв некако се обидуваме да му паркосиме на злото, исто како во приказните. Кога ни се чини дека е невозможно, јунакот секогаш излегува како победник на мегданот со злото. Со своето дело, Иван Котев му дава на својот народ подстрек да стои простум пред зборот, што го храни неговото духовно и културно достоинство, тоа што најмногу ни треба секојдневно. И тоа е според мене највисокиот израз на родолюбие, на чист, есенцијален патриотизам, на љубов кон сопствениот народ, кон сопствената земја и култура, што и дава смисла на нашата национална екзистенција и признание пред себе и пред светот за жилавоста на еден народ кој секогаш се кревал над историските урнатини. Секој еден народ живее и чекори низ времето, носејќи го со себе вредниот товар на традицијата, оставен се разбира во наследство од нашите предци. И токму преку традицијата, нашиот македонски народ се осознавал низ вековите, растел во сопствените, но и во очите на другите народи и станувал се повеќе станувал свесен дека е жител на светот, дека има што да му покаже на светот, дека има своја култура, своја историја и своја традиција. Што би биле ние денес без традицијата? Како би ја сочувале посебноста во време кога му се одрекува правото на другиот да постои, да го чува и да го негува своето духовно наследство оставено од предците? И она што историјата не успеала да го запише на своите страници, макар и на своите маргини, народот успеал да го запише во својата душа, успеал да го раскаже преку приказните, успеал да го испее во песните, да колне, да благословува, успеал да го каже преку пословиците и преку поговорките. Нашите предци од овој крај имале богат, раскошен духовен живот и имале свој свет, некако си го оградувале со густиот плет на традицијата. И така му паркоселе на заборавот. И токму тие, верувам дека и не можеле да бидат свесни дека знаењето што го носат во себе, во некоја блиска или подалечна иднина, ќе прерасне во општо човечко и културно богатство. Знаеме додека историјата кроела, прекројувала граници, туѓи окупаторски умови ја кроеле судбината на еден мал народ, токму тој народ, како што кажав, пркосел и пеел и раскажувал. И верувал, што е за мене навистина воодушевувачки преку приказните, верувал дека она невозможното да му се спротивставиме на злото, дека и не е така невозможно, како што јунакот во приказните секогаш излегува на крајот победник. Знаете, соочен со стравот, човекот станува творец. Тоа е неминовно така. Заради тоа што кога сме соочени со стравот, бараме начин како да ја побегнеме на смртта. Всушност тоа се лековите, тоа се вакцините, но тоа е и фолклорот. Заради тоа што таму е собран сиот страв на нашиот народ, што го носел со себе. И како пркос на тој страв, тој всушност го создавал фолклорот. и засолнет во полата на традицијата, тој барал надеж, таму барал утеха,
но и подкрепа на мислата дека корените ни се многу длабоко приклештени и дека достигнуваат до некое митско, скоро незнаено време. И оттаму, како да оддекнува ехото на народниот пејач, кога ја слушате народната песна, со еден убав торжествен глас, како пее, пренесувајќи ја песната низ времето. А до него пак, замислете, крсно заседнат народниот раскажувач покри топлото огниште, ја раскажува приказната на своите деца, на своите внуци со оној стереотипен почеток, некогаш во некое далечно царство си живеел некој цар. Обично така почнуваат приказните. Бескрајна е таа низа. Тешко се кине, долга е, силна е, на места е јазлеста. И кога под налетот на непријателската рака, онака се склопчувала за да ја сочува својата сила, да не се скине и да не ја уништат. Да остане цела, за денот кога, како што велеше Конески, ќе ви бараат тапија за имотот. Тоа се тие денови на искушение. Онаа тапија која што вие со векови ја имате од вашиот дедо и прадедо, заради тоа што ја знаете нивата, сте ја обработувале, секој грудче ви е познато. Меѓутоа, доаѓаат таквите денови на искушение. Оваа книга, за која што кажа Ѓорги дека има многу страници, тоа е тапија од 500 страници, јас барем така ја гледам. 5 децении труд, 5 децении крстосување на струмичкото поле има внатре. 5 децении на 500 страници и повеќе од 500 страници. Книгата носи наслов Араптази. Тоа е приказната која што Иван Котев, првата приказна, што Иван Котев ја слушнал од својот татко Илија Ѓоргиев и ја запишал. Од тогаш до денес поминале 50 години. Од почетокот на 70-тите години на минатиот век до 2020-та година. Од друга страна пак мајката, неговата мајка Савета Котева, ќе му ги испее најубавите песни. Сега замислете, мајката е стожерот на домот и во овој случај повторно се покажува онаа неверојатна сила да го всади во срцето на децата она што никој друг не може со толкова љубов и посветеност да го направи, да всади љубовта кон своето, кон единственото и кон неоттугивото. И тука е сликата на големата мајка која што го носи домот со себе. Тоа е онаа фигура која што всушност ја носи традицијата како кров, за да не чува и да не закрилува и во најголемите невремиња. Нашиот Иван Котев покажува највисок степен на самосвест за значењето на народната традиција како единствениот и најсилен аргумент за постоењето и обстанокот на колективот. Остануваме занемени, и друг пат сум го кажала тоа, пред лицето на народниот раскажувач, пред оној трошен, мал, подгрбавен селанец, кој носи во себе неверојатно богат и раскошен дух. Пред оној селанец кој што со неверојатна меморија умее да ја раскаже приказната, да ја даде душа, да ја видоизмени, да направи варијанта, филигрански да ја доработи, малте не копаничарски да копа низ телото на приказната, за да му ја подари на слушателот и она што е најубаво да го натера да му верува. И јас бех там и јас видех, како што кажа Ѓорги, тоа е завршетокот на сите приказни и јас приказните, растев со приказните на мојата сега веќе покојна баба, меѓутоа неверојатно и верува во тоа што го кажуваше, иако ме фаќаше страв од сите тие ликови кои што се појавуваа во приказните. Насловот на книгата е симптоматичен, добив прашања што значи араптази, со Ѓорги разговаравме, Иван Котев исто така го прашуваат што е тоа араптази и верувајте, македонската фолклористика не познава таква народна приказна како што е араптази, и балканската, и светската, еве Иван ме надополнува, навистина е така. И не знам, ќе ни треба многу време за да сватиме колку сме посебни. Не е ова никакво нарцисоидно гледање на нештата, туку е аргумент кој што Иван го дава преку книгата. Символиката, всушност арапот е, ќе се обидам најпластично тоа да го објаснам, колективна фигура на меморијата. Така е во науката.
во која што екзистираат споделени фигури на меморијата на Балканот. Значи, Арапот не е само во нашиот фолклор позната фигура. Го има во балканскиот фолклор во сите народи и затоа тоа е споделено место на културната меморија. Не можеме ние да кажеме дека е македонски лик во македонските приказни. Меѓутоа, тоа е универзален архетип на злото. Така се дефинира. Арапот е зло, Арапот е непријателот, тиранинот, странецот, Арапот е стравот, болеста, војната, хаосот. Арапот е символ на нескротливото либидо, на насилството, на мрачните енергии што ние луѓето ги носиме во себе и ги раѓаат сите оние мали чудовишта што дефинитивно ги имаме во нас, па се појавуваат како деструктивни сили кои што знаат да нанесат и лична и колективна несреќа. Но од друга страна, Арапот е архетипски праобразец на зло-доброто. Заради тоа што преку неговото постоење, како опозит, како противтежа на злото, се појавува она потреба на човекот да се бори против него. Потреба, значи човекот ги пушта во погон сите своји механизми за да ја издвојува победата над злото и да победи доброто. Што значи преку овој архетип од човекот излегуваат најпозитивните нешта што ги носи во себе, а тоа е да се постигне доброто во една или во друга форма. Во приказните најчесто јунакот стигнува до невестата, до она што е на иницијацискиот чин. Всушност Араптази е одраз на она примордијална представа за доброто и за злото, и тоа е оној архетип, сите ние го носиме во нас, а го носиме во наследство од нашите прародители. Само краток извадок. Има една приказна која што е многу симптоматична со древен стар мотив, Детто, јунак и Арапино. Сега она струмички ќе оди. Живеале си маж и жена. Имале едно машко дете. Умрел мажо и останала сама жената со детето. Растело това дете и станало ергенче. Маж на 18 години. Ергенче за мерак. Многу силно дете. Арно ама, жена като жена, мајката през това време се залажува со еден Арапин. И еден ден, детето ка се бајнало, Арапино забележува оти на крајте имало 3 влакна. У тие 3 влакна била силта на детето. Многу било јуначиште, било големо јуначиште. Арапино многу се уплашил. Шо ќе направа? И кажува и на мајката. Ќе та земам, ама го убииш детето. Ќе го праташ, вика, у една гора што се отвара и затвара да ти црпне вода. Демек лошото и на тебе, ќе ти црпне вода за да оздравееш. Така започнува оваа приказна. Меѓутоа, зошто го читам баш овој извадок? Заради тоа што има една погрешна теза кај нас, дека сказните не треба да им се читаат на децата, заради тоа што оние слики кои што се среќаваат на сеќање на тела, родителите си ги оставаат децата во шума и слично, оние, така да кажам, лаички кои што настапуваат, велат дека предизвикуваат траума кај детето. Апсолутно не е, тоа е апсолутна невистина. Во сказната, јунакот, особено машкото дете, еве гледаме народниот раскажувач вели, на 17-18 години е детето, значи во онаа возраст кога преминува од една фаза во друга, го поминува сопственото полово созревање со тоа што сите пречки во животот мора да ги совлада за да стигне до сопствената среќа. И приказната е на некој начин тоа, го праќа јунакот во животот, во реалниот живот во кој што ништо не е розово, туку се што се постигнува со преминување на пречки, во кој што најчесто пречката е Арапинот или архетипот на злото. Волшебните народни приказни се најколоритните, најбогатите мотивски, најраскошни единици на фолклорот. И убаво е што нашите предци го правеле тоа сосема спонтано, сосема природно, без некоја претходна рамка, без некоја претходна шема. Природно им се наметнувала потребата да посакаат само за момент да го напуштат реалниот свет. И реалниот свет го подразбира оној тежок и макотрпен живот и да заминат во светот на фантастичното и seможното. Замислете во долгите ноќи на месечева светлина кога жените пределе, ткаеле, лупеле пченка, диплеле тутун и така натаму, всушност стравот од сите зли сили околу нив, стравот од демоните, од вампирите во кои што навистина верувале, ламјите го канализирале на тој начин што истите тие надприродни суштества
ги правеле ликови во сопствените приказни што ги раскажувале. И кој знае, не знам, можеби на тој начин си обезбедувале мир, спокојство, како да сакале да го исчистат сопствениот простор од таквите нечисти сили и да обезбедат и за себе и за заедницата спокојство и мирен живот. Приказните патувале заедно со луѓето, нив ги пренесувале трговците, занаечиите, војниците и ги пресоздавале на тој начин што приказните денеска фактички ни обезбедиле континуитет низ времето. Книжевноста, народната, уметничката, нема сила да го преобрази светот. Тоа е една апсолутна вистина, но затоа може да изврши влијание врз поединецот, да го промени сопствениот светоглед и во тоа е човековата индивидуална несреќа, нашата индивидуална несреќа, да мораме сами да ги проживееме сите лични, но и колективни несреќи. И токму таквите наши лични борби на поединецот, народот ги преточил во сиже, во приказна, која што на неверојатен начин патува и стигнува до секоја точка каде што човекот пуштил нога. Реков, сказните се најкраткиот пат до нашата подсвест, до нашето несвесно. И тоа се сите наши потиснати стравови, ова е чиста психологија и навистина е така. Сите преживеани тегобни, животни искуства, нашите радости, очекувања, борби, се е таму. Само треба правилно да се дешифрираат. Јазикот и книжевноста имаат своја меморија, тие памтат и го памтат сето она што ние, трошните, разулавени од секојдневните животни стихи, забораваме. И на крајот, со оваа книга на нашиот Иван Котев, македонската фолклористика добива референца, која што на виделина ги вади блескавите бесценетости кои што ги крие струмичката почва. Јас мојата рецензија нареков сказната како артефакт и стојам за тоа. Заради своите оригинални фолклористички единици, заради зачуваниот автохтон убав струмички дијалект, оваа книга е навистина грамадна. Затоа, Араптази ја ставам во редот на најголемите потфати на македонската современа наука. Подвигот на Иван Котев многу одамна ги помина границите на локалното и на регионалното и влегува во фаза на унифицирање на културните добра. Навистина ќе си го поставиме прашањето, има ли начин да му се заблагодариме? Јас само можам да кажам, ама наискрено од дното на моето срце, дека навистина сум горда што сум негов современик и за да му се одолжиме, во 2021 година, април или мај, знае градоначалникот, ќе се организира научен симпозиум кој што ќе биде посветен на 70 години постоење на Институтот за фолклор Марко Цепенков и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев. Му честитам од срце, ви благодарам.